Почитувам представник на улица, господин Бенджамин Зверц, почитувам представник на делегацията на Европска унија, господин Никола Тартолини, почитувани колеги представници на владата на Република Македонија, почитувани дами и господа. И сакам најнапред по своje лично име, во име на Министерството за вътрешни работи да се заблагодарам за поканата за учество на денешниот. Според моје длабоко убедување еден од најзначајните настани, посветен на презентацијата на оваа студија. Оваа студија представува обемен истражувачки труд на Националната мрежа против насилство до жените и семејното насилство, изработен во партнерство со канцеларијата на УНИЦЕФ, која аналитички уште повеќе го доближува за обсежна јавна обсервација проблемот со насилството врз децата, како еден од најдеструктивните социјодевијантни појави. Велам најдеструктивните од проста причина што насилството врз децата само по себе, без дилема и според тежината на можните многонасочни последици, мора да биде окарактеризирано како убедливо најтешка форма на насилство. На крајот на криштата на секој од нас ни е јасно дека во корпусот на човековите права и слободи, правата и заштитата на децата го имаат примарното место и дека секое општество е обврзано и должно преку своите институции таквото примарно значение практично да го демонстрира со квалитетен и крајно ефикасен систем на заштита на децата. Министерството за вътрешни работи е една од институциите која што согласно своите законски надлежности и обврски ја има позицијата директно да се соочува и справува со последиците од овој тежок облик на криминал. Верувајте, нималку пријатна должност од аспект на спецификата на самите случаи во чиј центар се деца како жртви. Не би сакал да ве обременувам со политички статистики, но сепак дозволете да нотирам за илустрација само еден податок од областта на семејното насилство, каде што всушност според согледувањето во политички аспект отпаѓа најголемиот процент на насилство врз децата. Имено 903 кривични дела на семејно насилство минатата година, во рамки на кои се евидентирани 976 жртви, покрај жените кои се бројно најголем дел од вкупниот број на жртви, речиси 2/3 од регистрираните жртви на таа ги нарекол црна листа, евидентирани се и над 90 деца, жртви на семејно насилство. За жал, низ полициската практика, без оглед што во помал обем среќаваме деца жртви во областта на малолетничката деликвенција, во делот на трговијата со луѓе, трудовата експлоатација, па се до делот до областта на сексуалната експлоатација. Независно што е крајно сложено работењето во такви случаи, полицијата мора максимално ефикасно да ги исполни таквите задачи. И ние тоа го правиме безкомпромисно и доследно. Меѓутоа, иако нормативната репресивност, односно документирањето и санкционирањето на таквите дела е исклучително важен фактор во справувањето со насилството врз децата, мора да признаеме дека е сепак само алка од механизмот за заштита на децата и не може да биде концепт сам по себе. Репресијата не ги решава проблемите, туку може да биде, така да речеме, ефикасна логистика во решавањето на проблемите. Впрочем, од увидот во студијата што денес се презентира, очигледна и потврдена е нужноста од сеопфатен системски, меѓуресурски и меѓуорганизационен пристап, како на локално, така и на државно. Се разбира, нашата држава веќе има следствено европските стандарди и практики воспоставено регулативен систем кој што обединува повеќе институционални сегменти во насока на заштита и превенција од насилство врз децата. Вклучително и постоењето на национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба. Од аспект на Министерството за вътрешни работи, покрај постоечката законска регулатива на ниво на подзаконски акти, правилници, практично действуваме врз основа на нормирани процедури и постапки, како во областта на семејно насилство, каде и децата се жртви, така и во делот на трудовата експлоатација, трговијата со луѓе, малолетничката деликвенција и слично. А се во интерес на заштита на жртвите. Исто така сакам да напоменам дека полицијата, односно Министерството за вътрешни работи во делот на превентивното делување е активен учесник и промотор во проекти посветени на заштита на децата, бидејќи врз основа на сите наши аналитички податоци и оперативни искуства, неспорно е дека превентивното действување е од суштинско значење во успешна заштита на децата од насилство. Дозволете ми сепак да потенцирам еден според мене непобитен факт, кој што не сме да го занемариме. Проблемот на децата како жртви на насилство
е рефлексија на многу социјални, економски, воспитни, образовни, културолошки, семејни и други чинители. Впрочем, оваа студија ни својата исцрпност нуди јасна перцепција за сите аспекти на проблемот. Обштествата се динамични заедници, во кои што условите, околностите, самите обштествени, институционални и други перформанси постојано диктираат нови и нови правила, стандарди и трендови. Тие пак во различна мера се одржуваат на зделувањето, поведението, екзистенцијата и однесувањето на луѓето. Сакам да кажам дека секоја норма, секое сознание мора постојано да биде ставено на проверка, да биде сообразено како со можностите, така и со потребите на луѓето и на општеството. Во конкретниот случај лично сметам дека оваа студија може да послужи и како солиден патокас кој дава насоки за натамошното делување во интерес на успешна и ефикасна заштита на децата од насилство. Затоа, поздравувајќи го напорот на истражителите и креаторите на оваа обемна студија, сакам да го изразам своето уверување дека и таа ќе се најде својот место во тамошната надградба на системот за заштита на децата, мисија која колку што е благородна, во иста мера и есенцијална за иднината на децата и за иднината на едно општество. Благодарам на вниманието.